Стратегијата многу јасно вели дека иднината на регионот е во Европската Унија. Можам да продолжам? Меѓутоа има некоја фонија, односно второ, како што високиот представник Могерини кажа, постои интерес од страна на Европската Унија да продолжи со самиот процес на проширување. Стратегијата на еден амбициозен начин поставува една временска рамка 2025 година поточно во однос на Западниот Балкан. Станува збор за мощна, амбициозна временска рамка, меѓутоа и потенцијална. Исто така, прво, за земјите кои што сега се во фаза на преговори за членство во Европската Унија, меѓутоа истовремено стратегијата многу јасно вели дека и останатите земји ќе може да фатат чекор, па дури и да ги претекнат овие две водечки во моментов кандидати. Значи, станува збор за принцип врз основа на заслуги и од самиот напредок на земјите ќе зависи да продолжат понатаму во процесот на пристапување. Меѓутоа, во однос на годината 2025, за да може да се случи како една временска рамка, потребно да се реализираат две работи. Прво, Европската Унија ќе треба да се смени од една страна, меѓутоа и самиот процес на реформи во земјите кандидатки ќе треба да се смени. Сметам дека ова е многу важна поента. Прво, од страна на Европската Унија, стратегијата јасно вели дека Европската Унија треба да стане посилна пред да стане поголема. А тоа значи дека стратегијата за проширување, односно стратегијата за Западниот Балкан, како што беше презентирана денес во однос на временската рамка 2025 година, е значи една загадка во големиот процес на трансформација кој што ќе треба да се случи. Европската комисија во текот на годината подоцна ќе даде своји идеи за тоа. Меѓутоа, од страна на Западниот Балкан јасно беше кажано дека во моментот не постои ниту една земја која што е подготвена да влезе во Европската Унија и со брзината на преговори кои што ги имаме денес, односно со брзината на порастот и развојот, во однос на состојбите како што стоја денес во регионот, нема да постои можност да се дојде до задоволително ниво за било која од овие земји во блиска иднина да стане земја членка на Европската Унија. Значи мора нешто многу драматично да се случи во однос на начинот на кој што реформите се спроведуваат или пак во однос на кој што преговорите се реализираат. Така што има еден апел содржан во стратегијата до лидерите од регионот, до земјите да превземат акции и тоа да започнат со превземање акции сега, со цел да може да овозможат временската рамка како датум 2025 да се случи. Значи има една нова динамика која што е потребна од страна на регионот за да може да ги адресира овие недостатоци, главно содржани во владењето на правото, понатаму во економијата и конкурентноста исто така, меѓутоа и во рамките на регионалната соработка и билатералните прашања, за кои што говореа двата лидери исто така. И последното прашање, односно последната работа, Европската Унија во рамките на стратегијата се залага да ја засили својата соработка со регионот, вклучително и со значително зголемување на финансиските ресурси предвидени за регионот. Еврокомесарот кажа дека во 2018 година веќе 1 милијарда евра преку ИПА фондовите се предвидени за регионот и ова сума ќе се зголеми, се уште немаме прецизно колку финансиски средства, меѓутоа преку мерките кои што се презентирани како анекс на самата стратегија, вие ќе може да видите дека значително зголемување на финансиите ќе биде потребно со цел да може да се спроведат сите овие мерки. Ова постапно ќе се работи до 2020 година, меѓутоа ќе има и нова финансиска перспектива, односно нов финансиски механизам за ова да може да биде соодветно адресирано. Така што јас ќе побарам од вас да обрнете внимание на овие 6 водечки иницијативи со приоритетно знаменце кои што комесарот ги спомене, затоа што сметам дека се многу важни и тие ја демонстрираат огромната подготвеност на Европската Унија да се ангажира директно себе си во овие области заедно со земјите кандидатки за членство, така што во рамките на владењето на правото има 7 иницијативи преку анализи на законодавството во земјите, понатаму формирање на детални акцијски планови во кои што ќе се даде приоритет на клучните прашања, понатаму
Исто така спомнавме мониторинг, судски мониторинг на високо корумпираните случаи кои што се во судска постапка, понатаму мисии за проценка, за оценка, советодавни мисии и така натаму. Во однос на безбедноста и миграциите, исто така имаме мощни детални мерки, вклучително и формирање на меѓуагенциска служба во Брисел, чија што задача ќе биде да врши координација на различните работи од Европол, од Евроджаст, понатаму Центарот за дрога и понатаму Агенцијата за спроведување на обука со цел да може да се координираат активностите во регионот во однос на економско-социјалниот развој. Ќе има зголемени финансиски средства за развој на приватниот сектор, дигиталната агенда. Преку БИАФ ова е нешто што еврокомесарот го спомена, веќе имаме на располагање 500 милиони евра, кои што исто така ќе бидат дополнително зголемени со финансиски средства. Понатаму ќе треба да се обезбеди гаранција за инвестициските фондови во Западниот Балкан со цел да може да се промовираат приватните инвестиции. Понатаму ќе има режими за поддржување на стартап можностите во регионот. Понатаму имаме стратегија за образованието заради тоа што младите се идните граѓани на Европската Унија и исто така се водат разговори во однос на тоа дека образованието представува една алатка и треба да се зголеми толерантноста, каде што Европската Унија преку стручно образование за наставниот кадар ќе може да даде свој придонес, односно да помогне. Така што за Еразмус размените ќе ги удвоиме финансиските средства. Понатаму имаме енергетско поврзување и транспорт, меѓутоа пред се зборуваме за енергетскиот сектор, односно енергетскиот сектор на Европската Унија да го поврзиме со оној од земјите во Западниот Балкан, за да може на некој начин да ги надминиме административните пречки кои што постојат на границите и да се реализира една вистинска стратегија за безбедност на патиштата. Станува збор за мощни конкретни мерки. Понатаму дигиталната агенда исто така ќе биде подготвена и тука високиот представник спомена дека надоместоците во однос на роумингот ќе бидат прашање кои што ќе биде адресирано. Меѓутоа исто така ќе се даде поддршка за развој на влада, набавки, здравство и дигитални вештини и последната област е помирување и добрососедските односи како водечка иницијатива каде што Европската Унија ќе даде својата поддршка, односно помош. Така што јас ќе завршам тука и сега сум отворен за вашите прашања. Ви благодарам. Господи Могерини рече дека 2025 не е крајен резултат, тука е перспектива за ова стратегија. Значи има недоразбирање кај нас како политичари дека регионот ќе биде интегриран во Европската Унија до 2025 година. Дали има недоразбирање како политичари? Значи тоа е еден датум кој што е така поставен како целниот датум, кој што ние сметаме, комисијата верува дека е реалистичен датум за новите членови да влезат во Европската Унија. Но сепак тоа се одлуки кои што самите земји членки треба на крај да ги донесат. Самата комисија верува дека 2025 година би може да биде датумот кога новите земји ќе можат да влезат во Европската Унија. Можеби овие фаворити, тоест самите земји кои што се сега во моментално преговори или другите земји без разлика, како што кажав, самите реформски процеси и преговорите и брзината преговорите како што сега се поставени нема да се случи овој датум да се реализира. Треба да има нешто драматично што треба да се промени во самите земји за да се забрзаат реформите и да се демонстрира на самите земји членки дека постои вистинско приближување кон нивото и стандардите на Европската Унија. Комисарот Хан кажа еднозначно нешто дека Европската Унија не е само пазар за трговија, туку е заедница и кој што има споделени вредности, кој што секој кој што сака да стане членка од Европската Унија треба да ги поддржува и да ги промовира овие вредности. Така што многу значајно е ова кој што исто така мислам дека ќе биде под надзор или ќе се обзервира со оглед на актуелните ситуации во земјите членки сега.
Да, тој е можен датум, но не треба да се продолжи да се работи како што се работело до сега. Самите земи треба да сменат начинот на кој што се одвиваат реформите. И исто така Европската унија треба да заземе поинаков став. Има дискусии сега за иднината на Европската унија. И стратегијата вели дека Европската унија треба да стане, да се засили, да биде посилно пред да стане поголема. А тоа значи дека има многу идеи, но во најголема мера тоа се идејата во однос на мнозинското гласање и изголемување на бројот кога повеќето од земјите членки ќе одлучуваат за одредени одлуки, ќе донесат одлуки. Това се дискусии кои што се одвиваат во Европската унија и таму ќе се одвиваат, но во однос на проширувањето мора да се каже дека и самата стратегија е една од значен дел во сложувалката во целосната сложувалка на Европската унија. Морам да кажам дека постои потенцијал. Ова е потенцијален датум, краен датум и мора да ги користи како, јас мислам дека би требало користи како охрабрувачки чин за самите земји да постапат правилно. Новинарот има прашање за Македонија. Македонија сега се соочува со тешки одлуки во рамки внатре. Значи треба да се гласа за двојазичноста. Главните институции на владата, парламентот е блокиран. Дали верувате дека Македонија ќе може да го стигне тој потенцијално да стане земја членка на Европската унија до 2025-та? Дали сте оптимистичен? Дали имате оптимизам во ова насока дека овој датум може да биде постигнат? Значи, самата стратегија препознава дека тука во Македонија е направен значен прогрес во реформите во изминатите месеци, кое што е позитивно нешто, нели, и го охрабруваме исто така, но може да но исто така во стратегијата се кажува дека комисијата е спремна да подготви преговори за започнување за преговорите, разговори за пристапување. Но тогаш ќе се одлучува за тоа, нели, во таа фаза. За било која земја, вклучително и Македонија, мислам дека е значено дека има национален консензус за понатамошниот процес на одвивање на нештата. Гледам дека има национален консензус за и европерспектива пред се за кон проширување тоа на Европската унија. Мислам дека треба да се од друга страна треба да се поддржат и реформите кои што се потребни во оваа насока. Значи ова се обврски од двете страни, од страна на владата за да посегнат, нели, и да се опитат да се прилагодат кон некои барања од опозицијата, опозицијата да ги искористи оние демократски начини или средства пред се во парламентот да учествува во парламентарната работа и да донесува заеднички одлуки таму. Мислам дека во стратегијата се нагласува дека овој овие процеси треба да се направат со сите засегнати страни. Значи што значи дека сите политички субјекти во целиот политички пејзаж, но и во граѓанскиот сектор. Значи мора да се нагласи значењето на вклученоста на самото граѓанско општество при донесувањето на одлуките и нивната ангажираност во реформскиот процес воопшто. И како што можам да ви кажам дека видов едно истражување, една анкета овие денови со една група на граѓани кои што велат дека владата и граѓанскиот сектор треба заедно да работат на реформите пред се. Така што го гледам потенцијалот тука, гледам дека е возможно да се остварат овие цели, но се надевам дека ќе гледаме позитивни новости кои што ќе излегуваат, ќе дојдат од тука. Последните пораки од Коцијас веројатно ви се нели познати дека на маса не е само промената на името, туку идентитетот, јазикот. Дали тоа ќе го блокира процесот и како до решение кога ги знаеме позициите нели на ги соопшти односно министерот Димитров дека кога е во прашање нема да се преговара за идентитетот бидејќи тоа ќе значи паѓање во вода на преговорите. Тоа ми е првото прашање, второто ми е зошто толку се нагласува дека ќе бидат историски следниве неколку месеци. Значи тоа го спомна и Могерини и Хан, меѓу другото тоа е и пораката на Димиц дека оваа година следната е клучна. Практично дека ако сега не успееме, со други зборови нема да успееме понатаму. Благодарам. Thank you. Благодарам. Како што знаете, добрососедските односи
е еден од принципите на Европската Унија и се однесува на сите земји. Ќе видите во самата стратегија дека има многу дискусии за добрососедски односи, како отворени прашања со соседите, како и прекогранични прашања и проблеми. Сите овие прашања и проблеми треба да се решат, како што стои во стратегијата, пред да се влезе, пред новите земји да влезат во Европската Унија. Европската Унија нема да внесе или импортира отворени прашања, нема да прифати земји кои што имаат отворени прашања. Тоа е многу јасно. И јасно е нагласено и во самата стратегија. Во изминатите месеци видовме дека некои охрабрувачки чекори беа преземени, а тоа беше договорот со Бугарија. Мислам дека го препорачавме тој договор. Ова е начинот на кој што земјата како една две земји на свој начин самоиницијативно решаваат едно чувствително прашање преку договор кој што беше прератификуван во дата парламента, и сега имате многу добар пријател во Европската Унија кој што е председател, нели, кој што председава со Европската Унија во моментов, а мислам дека е од голема корист за Македонија, за оваа земја во следните 6 месеци. Во истиот период владата започна со преговори или со разговори со Грција, тоест да ги обнови разговорите со Грција, а ова исто така охрабрувачки. Сите отворени прашања може да се решат преку диалог, а тоа е многу добро доколку постои диалог. Имаше многу дискусии во изминатите неколку месеци, мислам дека атмосферата е веќе создадена и двата премиери донесоа одлуки да се помогне на овој процес, секој од нив донесе внатрешни одлуки во насока на подобрување на овие преговори или процесот да продолжи. Веруваме дека процесот ќе заврши успешно. Не сме дел од преговорите, јас немам детали или поединечни информации, не може да се даде никаква позиција во однос на ова прашање што се однесува до преговорите помеѓу Грција и Македонија, а самите преговори веќе се одвиваат под закрила на Европската Унија и мислам дека би требало да продолжат во таа насока, но ние ќе продолжиме да ги поддржуваме двете страни и да ги охрабруваме двете страни да дојдат до еден заеднички заклучок. Зошто следните 6 месеци се значени, зошто 2018 година е историска? Не сакам да ја користам тој термин историска година, но е сепак значајна година. Затоа што многу звезди се поставени. Ако се сеќавате кога започна комисијата пред 3 години со една позната реченица дека нема да има проширување за време на овој период, нели тоа беше само изјава, но имаше реакции во регионот, а подоцна видовме дека дека самиот регион почна да се распаѓа на некој начин и видовме дека помеѓу Србија и Косово се појавени возот и многу прашања кои што ги изголемија загриженоста во однос на тоа во која насока се движи регионот. Значи и минатата година Европската Унија обрати посебно внимание на регионот. Имаше министрите на внатрешни работи кои што бе поканети да се дискутира, па тоа што доведе до стратегијата. Сега веќе фокусот на Европската Унија е јасна. Значи фокусот на овој регион да биде јасен кон Европската Унија, значи стартува збор за уште една година пред Европскиот парламент, пред да се случат изборите во Европскиот парламент следиот мај. Значи од гледна точка на Европската комисија, ова е поминатата година каде што може да се изреализираат тие приоритети и политики. Ја го имате исто така бугарското председателство, тоест представувањето на Бугарија со Европската Унија. Значи оваа година е оваа унија, значи ја председаваат Европската Унија во овој период земји кои што имаат силно влијание или силно заинтересираност, голема заинтересираност за регионот, го знаат доволно регионот, имаат силен интерес за овој регион и токму затоа мислам дека постои таа поволна поставеност на звездите. А исто така оваа година кога ниту вие ниту Грција немате избори. Значи а изборите секогаш се на некој вид на пречка што однесува до донесување на значајни одлуки. Станува збор за следната година кои ќе бидат овие избори. Можеби полесно е на ваков начин да се донесат конечни одлуки. Што и да биде решението, мислам дека ќе биде тешко решение за двете земји, за двете влади пред се. Така што затоа сметам дека поставеноста на сите овие звезди, нели, е
токму поволна и верувам дека следните 6 месеци ќе бидат исто така значајни. Имате стратегија, ќе има средба во Гимних, неформална смена на министрите за одворични работи следната година, каде што ќе се разгледува, барем или ќе се разгледуваат некои од аспекти од стратегијата неформално, а потоа ќе имаме извештајот од земјите во април, а во мај имаме значаен самит, Могарини го спомена тој самит, прв во 15 години од таков вид во Европската унија за Западен Балкан, а потоа во јуни станува збор за Европскиот совет. Ова се сите чекори кои што ја градат атмосферата кон поволни одлуки кои што треба да се донесат во јуни.